Стефан Треневски ова утро е со нас, избори шанса да се надпреварува во F4 во ЦЕС, Централна европската зона. За оние што не знаат, патот до F1 води прво преку F4 или Формула 1. За да се дојде до Формула 1 треба да се помине низ филтерот Формула 4, па 3, па 2. Ова утро Стефан е гостин, ќе му посакаме добро утро во Македонија наутро. Добро утро. Да, и ќе го прашаме во воведниот дел на кој надпревар се надпреваруваше и како си ти лично задоволен од она што го покажа таму како перформанс? Прво добро утро и на вас и благодарам за поканата. И јас се надпреварував бев поканет во Формула 4 ЦЕС Академијата за млади таленти како мене, каде што тоа беше и надпревар, но и обука во исто време, школа. Ние работевме со професионални возачи, со официјални лица од ФИА и почнавме со обука, но имавме и надпревари како симулатори, возење на Формула 4 кола во живо, Twingo Cup кола и јас имав највеќе поени. Дали си свесен дека си првиот наш надпреварувач кој што на оваа возраст покажува 17 години. Да, кој што на оваа возраст покажува се уште неполнолетен, кој што на оваа возраст покажува такви перформанси во автомобилизмот и дали си свесен за товарот на резултатите што сега се поставува пред тебе, се бара од тебе да одиш чекор понапред? Да, и сум свесен, да, и знам што тоа значи. Знам тоа што значи финансиски, знам тоа што значи од мене, што се бара од мене и има многу притисок на мене во моментов, но тоа мене не ми е проблем. Сум бил под притисок и претходно и сум спремен да одам понатаму. Академијата. Што се учи на таа академија? Веројатно и во еден дел се посветува внимание на тој притисок што го има возачот и самиот адреналин. Се разбира здравствено да одговори на твоите 17 години. Што се учи? Почнавме прво со правила, нормално за автоспортот, и правевме и тестови за колку добро ги знаеме тие правила, но исто така имавме физички подготовки со професионални тренери и ментални исто така, затоа што треба да си многу физички, но и ментално спремен за да влезеш во кола и тоа се оценуваше. Се собираа бодови за секоја дисциплина и на крајот јас бев со највеќе бодови. Што ти остаи најмногу впечаток, извини, да што ти остаи најмногу впечаток затоа што повеќе сегменти ги спомена тука, од физичка подготовка до техники, до правила, па до ментална подготовка. Што ти остави најмногу впечаток како тебе лично, што најмногу ти помогна? Според мене највеќе ми помогна физичката. Физичкиот дел, бидејќи тој исто така има спрема ментално и мене пред трка ме опушта. И кога сум опуштен, јас сум многу по-ментално спремен и едноставно не го осеќам притисокот толку многу. Возеше прво во Twingo купот салата, ќе кажам слободно, во слободен говор. Што и да значи тоа? На слободниот тренинг имаше најдобри времења, имаше пех во официјалниот дел на трката, ти експлодира пневматикот, по еден допир со ривалите. Згора на тоа и немаше соборци во тим, немаше простор да возиш во тунели, да се бориш тимски, нели? Знаеме сите дека тоа се тие во наводници валкани, меѓутоа дозволени игри во автомобилизмот. Седнуваш во болид прв пат во животот и даваш перформанси од кои остануваат подзинати оние што таму треба да те евалуираат. Имаше ли комуникација со нив? Дојдоа ли да те прашаат кој си, од каде си? Видете, во болидот, само што го направив моето време, моите ментори, Адам Кут и Петар Шемерат, кои се рели возачи и ТЦР возачи во Европа. Адам Кут е силно име во ТЦР шампионатите. И тие ми дојдоа и неофицијално ми кажаа дека јас ќе бидам веќе победник. Дека се гледа дека сум победник, само треба да не сгрешам до крајот на... Дали тоа дополнителен притисок ти прави? Ти си официјално победник, само не треба да сгрешиш до крајот. Каков е тој притисок да
Чекај сега. Победник сум, не сум, има се уште до крајот. Гледаш дека е искулиран како Кими Рајконен, значи нима тој леден поглед го имам. Инаку тој беше тој кој што ја плашеше жена му со брзината. Не, тој беше тој воzač. Тој е друг подоцна. Тој е друг. Добро, и за тоа ќе прашаме, ајде. Тој притисок мене ми служеше како мотивација. Многу ми значеше они двајца да ми бидат мои ментори и да кажам денеска дека се мои ментори, затоа што тие ми помогнаа не само да ми дадат мотивација, но ми помогнаа многу работи да ги научам и ќе ми требаат тие работи за понатака во автоспортот. Рикардо Патрезе е тој возачот кој што со неговата сопруга возеше по патеката. Да, како ја плаши сопругата, јас тоа сакав да прашам кого ти го плашиш со брзината. Па за среќа ја сам возам. Да, за среќа сам, но за нивна несреќа едни други двајца, тројца те гледаат. Те гледаат, да, од дома, веројатно сите ги плашиш од дома. Од дома. Стефан, под кое знаме настапуваш? Под македонско. Секогаш. Дали секогаш ќе настапуваш под тоа знаме? Секогаш ќе настапувам под македонско. Тоа е одговорот што сакаме да го чуеме. Ова е скап спорт, ова е спорт во кој што е потребна голема институционална поддршка. Дали овие резултати допреа до македонската јавност и до институциите таму каде што треба? Се обидели барем ти да ги испрезентираш ако не се допрени, затоа што ова мора да се регистрира. Ова е силен резултат. Што всушност ќе значи тоа за тебе, за воиднина? Видете, јас добив со мојата победа добив 50% стипендија за ова Формула 4. Но останатите 50% се многу пари и ќе ми треба мене финансиска помош, нормално, за да дојдам до некаков успех во иднина и во однос за медиумите, македонските медиуми, ние само што се вративме и ова е прво моја излегување на телевизија од кога сум се вратил, но ќе работиме на тоа да пренесеме мојата вест и понатаму на другите медиуми. Прв пат си тука ексклузивно, ти благодариме што позитивно одговори на повикот и благодарности до тебе. Иако го следиме. Да, и до твојот татко, да те следиме ревносно, затоа што па во некои сегменти сме почувствувале дека има нешто во тебе, како и менторите кои што дошле да ти кажат дека имаш добри резултати. Еден момент што сакам да го истакнеме во возењето болиди. Не се цени толку времето, колку што се цени начинот на кој што размислуваш, колку што се цени перформансот што ќе го покажеш во сите сегменти, од појавата на патеката, од ставањето на кацигата, од седнувањето на болидот, однесувањето со таа мощна скапа играчка на патеката. Како ти помина низ сето тоа? Јована неколку пати го спомена притисокот, меѓутоа како ти помина низ сето тоа што за тебе е непознато? Како седнуваш во болид прв пат и даваш такви резултати? Видете, јас си мислев, сам на себе си дав до знание дека ова е само симулатор, дека е само игра, затоа што, како што реков на минатото интервју, јас доаѓам од симулатор, од виртуелниот свет и само си повторував само во себе дека сум дома и така и се осеќаше. Единственото нешто што беше малце поразлично беше брзината, нормално, но само бев константен и бев во сите дисциплини во топ 3 и успеав на крај да победам. Да победиш во конкуренција на таленти кои што доаѓаат од автомобилистички силни земји. Зборуваме за Австрија, зборуваме за Чешка, Словачка, зборуваме за западноевропските земји, за централноевропските земји, тие се повеќе на кај центарот, нели? Унгарија и така натаму. Од регионот мислам дека и немаше некое момче, да. Дали тоа кај тебе представува проблем? Во наводници проблем, нели? Кај еден спортист не треба да има проблем, сите сме од крв и месо, нели? Без разлика кој од каде доаѓа. И како сега по тие резултати, тие таленти тамошни од тие други земји гледаат на тебе? Комунициравте ли потоа? Да, конкуренцијата мене ми предизвикуваше предизвик да направам подобро. Не притисок, туку предизвик. И предизвик и притисок. Добро. Но видете, јас доаѓам од Македонија, каде што ние автоспортот е многу ограничен. Мене најблиската стаза ми е на 10 часа возење од тука. И јас кога одам таму сум многу помотивиран, барем јас така мислам, да победам. И тоа ми е единствената цел. Второто место мене не ми значи, така да не ми значи.
не ми значи толку го правото, така да јас идам таму со една цел и Не Ако минува и оваа ако целиш енергија. високо, ќе стигнеш високо, да знаеш. Немој да минуваш оваа енергија. Како ти со твоите 17 години го поминуваш слободното време? Како црпиш енергија? Од каде оваа мотивација? Како велиш, кога ќе влезам, јас сум само опуштен, мислам дека сум дома. Каде целата инспирација се насобра во тебе? Инспирацијата секогаш ми е да стигнам до Формула 1, така да и кога ми е тешко, си мислам на крајниот резултат и како би се осеќал тогаш кога ќе видам во Формула 1 или во Ле Ман или на врвот на автоспортот. И во рокот на еден ден јас вежбам 2 пати, еднаш трчам и еднаш вежбам и возам на симулатор многу, по неколку часа на ден. Така да тоа мене ме спрема за кога ќе отидам таму да сум како дома. Инаку информациите од таму Јована велат дека веднаш ги препознал сите команди на воланот на F1 болидот, а таму има колку? 20, 30, колку копчиња има? Многу копчиња има, да. Има цел клавир има таму, пијано, така што Стефан, ти благодариме што најде време и покрај врските на училиште да си ни жив и здрав и со успеси да ни доаѓаш Македонија наутро, да ни дојдеш повторно со нови резултати. Ние ќе се потрудиме твојот глас да се чуе. Тоа е наша обврска, ние сме јавен сервис, а твоите резултати се резултати за Македонија.